Ние продолжуваме со македонските теми, тоа што јас едно по друго навлегувам во разни подрачја, ги обработувам, и тоа почнувајќи од Македонското царство, македонските цареви, од најстарите времена, како била организирана македонската држава, македонското образование, македонските науки, македонската медицина, македонската овој пат станува прашање не само за театрите, ами воопшто за сите уметности кои што се покажале во периодот на тоа долго владење на континуитетот на македонските наследни цареви, за кои што имаме доста податоци. Јас би започнала со мојата книга Филип II Македонецот, која што имам второ издание, дополнето, али тоа не е доволно. За Филип, мислам, само е начнато, само е почнато се тоа што треба и понатаму да се раскаже, да се каже, да се објасни, да се доистражува, да се потполни. На некој начин постои неисцрпно едно богатство од неговата личност, од неговите дела, од се тоа што тој го наследил и го продолжил натаму да го превземат македонците во своето владење. Овде, па и во некои други книги, јас ја покажувам листата, долгата листа на 60 и повеќе македонски цареви, наследни цареви, кои што владееле тука на ова подрачје во Македонија, не земајќи ги во предвид династии што се прошириле во Африка, во Азија и широко низ Европа. Тоа е извадок од кумранските ракописи во Израел, каде што пронајдена е и таја листа, и тоа е големо сведоштво и голем доказ за македонските цареви кои што го организирале животот на македонскиот народ, на македонската фаланга, и одбележувањето точно историски податоци чии се тие цареви, во кое време владееле и што може да се направи реконструкција. Тие допринеле за светската цивилизација, светската наука, допринеле за напредокот наопшто на човештвото, а тоа се сите македонци по род. За Филип треба да се посвети внимание посебно, затоа што тој е родоначалникот на најуспешниот 4 век во македонската античка историја. Филип II доваѓа многу рано во судир со сите тие настани што ги имале Архела и што ги посебно татко му Аминта, сите проблеми кои што постоеле во судири, во плячкосување на островите, на крај брежјето на Македонија, сите тие градови, почнувајќи од Амфипол, Кренида, Потидеја, Дион, мислам дека секако тоа се Олинт, кој што е навистина Филип го сравнил со земја, заради тоа што имало многу предавства, имало многу недоследности во одржувањето на животот на македонците во тие простори. Филип е тој кој што, гледајќи ја опасноста од сталните напади на тие крајбрежни градови и острови, каде што македонската династија раскошно градела патишта, градови, театри и се останало, тие биле стално плячкосувани од пиратски напади на така тогаш Атина и атински држави. Тоа не се атински држави, тоа не е Атина никакво царство, тие правеле сојузи, Теба, Арк, стално биле во меѓусебни борби за превласт, али сето тоа одело на штета на македонската држава, која што произведувала, која што создавала, која што градела, а од друга страна сите тие државички
се консолидирале во одно што повеќе да грабнат од македонското богатство. Филип II, како најмал син на Аминта, од сите 7 деца кои што ги имал, тој бил избран да биде заложник во Теба по мирот што татко му Аминта го склучил за како гаранција дека нема Македонија да војува натаму, да си ги враќа од земените оплечканите градови. Филип тоа детство околу 12 години го поминал во Теба кај Леонид, тој исто така добар војсководец. Филип имал можност, менталитетот, начинот, војувањето, тактиката, се тоа да проучи кај тие град државички и да ги уочи каква е таа разлика на град државичките и македонската империја, држава со наследни цареви низ целиот тој долг период на 1000 години. Филип по ослободувањето, кога на престолот дојде Пердика, средниот син на Филип, веднаш што направи, го побара од Теба, го врати Филип и му даде на управа да управува со Линкестида, со Пелагонија, фактички брат му Пердика, од својот престол многу брзо му даде власт и на својот брат, и беше не е ни случајно зашто мајката на Филип е од Пелагонија, односно од Линкестида. Филип големо внимание обрнал да може да ги зачврсти сите македонски градови, али најмногу тоа го направил со пелагониските градови, кои што еве тие последните 50 години се откопуваат и може да се каже дека навистина се ремек дела на македонското градежништво, тактика и се останало. Филип од млад принц многу брзо станал цар на Македонија и тоа започнал со многу силни реформи. Познат е по тоа што прво направил реформа на фалангата. Фалангата ја поослободил во наоружањето за да може да биде поподвижна, попокретна. Во секој од градовите градел театри за забава, градел болници за лечење, градел, што е најважно, стадиони. Стадион во Стибера, стадион во Стоби, стадион во сите овие градови, а да не зборуваме ширум македонската империја, каде што се стационирала македонската војска. И Филип, и Александар, и Аминта, и другите цареви, животот го поминувале не во царските палати, туку живееле заедно со фалангата, познавајќи ги, храбрејќи ги, пренесувајќи им го се тоа позитивно, се тоа потребно што треба еден македонски војник, фалангист, да го поседува, да го има како храброст, јасно да ги постави целта за себе, за семејството, за државата, за сите. Филип по реформата на фалангата започнал да ги обединува македонските кнежества и најголем потек му е тоа што во Пела ги собрал сите представители на македонските племенски водачи, за да не им текни да прават они своја политика за отцепување. Филип ги собрал да му бидат тука при рака, при очи, им прожил многу раскосен живот, им дал многу важни титули во рангот на своето потекло, воспоставиле родбински врски со бракови и така на разни начини Филип вршел зачврстување на македонското племство и со тоа зајакнување на фалангата, на одбранбената моќ и на обединувањето на Македонија во незините етнички и пошироко сите граници до кај што стигнала македонската војска и народ. Филип е човекот, царот, таткото, кој што му возможи на Александар да наследи таква фаланга,
такво образование, такви учители, такви творци, такви градители, за да може да ја потполни фалангата само со 40.000 луѓе да го освои светот. Али Филип неуморно за целиот свој живот спроведувал многу принципи, ја вежбал фалангата, изградил многу патишта, крстопати, многу градови и секој град бил со прави улици, кои што се сечеле попрешно под прав агол, на центрите биле фокусирани така да има во центарот царска палата, театар, мозаици, многу статуи, да има стадион, да има болници, така наречени арклепијади, направил да има простор каде што ќе живее народот, ќе твори. И многу е значајно што цело време со помош на Аристотела, развивајќи ги науките, е развил технологијата и во наоружањето. Филип го создал катапултот, создал разни начини за освојување на тврдини кои што постоеле лесно и брзо, али најважно во сета таа тактика е неговата дипломатија. Тој умеел да преговара, тој умеел да им укажи на соседни племина дека е во нивни интерес да се во служба на напредокот на светот, да се приклучат кон македонците. Во своите реформи што ги направил Филип во обединување на племствата, на кнежеството, на териториите, на градовите, во изградбата, на патиштата каде што се вежбала во стадионите фалангата и можела брзо, на време, увежбана да стигне во било кој простор наравно преку вода и низ планините. Онаков каков што бил просторот македонски, за да може тие слободно понатаму во непознатите простори да покажуваат такви успеси. На економско поле, развивајќи ја економијата со образованието, Филип II е познат и по тоа што создал посебен фонд, посебен буџет и го дав на располагање на образовните институции, тоа лицеумот, па гимназиумот, па симпозиумот, музеумот, сите тие видови на школи создавале тајфи на уметници, царски лекари, царски луѓе, обични лекари кои што го лечеле и народот и фалангата. Тој создал ред реформи, али една многу значајна реформа е тоа што Филип II забранил било кој град кој што нема цар, кој што нема династија да кова пари. И така Грција, која што се прави центар на демократија, на историја, таа нема пари. Сите македонски пари од македонските цареви според македонската листа, те ги присвојуваат. Македонските ги прават грчки. Филип II рекол дека само династија, што има наследни цареви, што има јасни поседи, држава, граници, само таква држава може да има монетоковачници и пари како гаранција за производството на оружје, на храна и останало. Условите во Македонија со богатите руди, рудниците, му овозможиле на Филип да напредува и да го истисни целиот паричен фонд на други државички, на други народи. И со право можеме да кажеме дека парите стануваат вистински во прометот, како платежно средство, како кредити, како во сите функции со македонската држава од Филип, а особено таа се развива уште повеќе кај Александар. Александар и Филип се првите живи цареви на кои што на лицето на парите се става ликот на царот, со сите тие податоци, заедно со сите тие символи, што значи дека Филип направил еден удар во прометот на парите и брзо исковал толку многу златни статери
чувени се неговите златни статери со конјаникот, со копје и други, што после македонските пари со стотици години не можело да се видат пари. Сета нумизматика во светот денеска, во сите музеи од Јапан преку цела Европа, Русија до Канада, до Америка, која ќе зборуваат, а да не зборуваме за малоазиските градови, за Египет и тука во сама Македонија, секој музеј почнува со македонска пара. Претходно такви пари не постоеле, се знае дека на место на парите служеле некаде таква роба каде што има крај морето била риба, тоа е простото разменување на стоки како трампа, кое што не ги познавале парите во функција како државно средство да се насочува економијата. Сето тоа го направил Филип за својата држава, за својата фаланга, за фамилиите и се останало. За Филип во книгата јас насочувам многу важни моменти од градот Пела, од градовите во кои што војувал, градовите, јас го спомнав Олинт. Олинт, Филип бил многу лут на тоа што атињаните сакале да го превземат, го превземале, али секаде каде што имало било какво македонско богатство, Атина сакала да воспостави, тоа биле нејзини трговски престаништа, такви биле во Амфипол, во Кренида, такви биле и во Олинт. Кога Филип се одлучил и Олинт го сравнил со земја, тоа било во 342-3 година, после тоа тој град почнува да се откопува дури во 1928 година и кога почнува да се ископува, се гледа целиот раскош на македонските царски семејства. Сите покасно градовите низ Пелагонија, за сите ние сега ќе слушнеме дека во Хераклеја, во Стоби, во Снибера, во Охрид, во Лихнида постојат мозаици и тие се некаде 2, 3, 4 век нашата ера, тие се во некои од катедралите поврзани со христијанство и слично. Тоа не е точно. Зашто? Ова е еден мозаик. Откопан после 2300 години и повеќе, мислам, да не го прецизираме точно, зашто ископините траеле подолго време, мозаикот е во сали огромни, големи, украсни, со иста тематика, со ловот, со конјаникот, со преплетот заокружени сонца. Круговите тоа го покажуваат сонцата. Вакви мозаици можеме да ги сретниме сега во Хераклеја, на секаде каде што, особено во Стоби, и се припишуваат на ова базилика, на она базилика, а базилика тоа е Васил Ил, Сончевиот цар, правил свој палати, тие се во палатите. И како може сега истоветно оружје, истоветни мозаици, истоветни ископини на статуи да бидат во голема разлика од некои 700 и повеќе години, а да личат толку многу, дури и наликуваат на, што е многу значајно, што е многу важно, на творбите, на резултатите на скулптурите познати од тоа време. Значи, историјата се лажира, како што се лажира некој фудбалски надпревар, али тоа лажирање на историјата е долготрајно и потребно е да се преиспитаат и фактите и одредувањето. Може да има некое колебање на 5-10 години, али да има колебање на фактите за кои што се зборува во историјата од неколку стотини години, тоа е незамисливо. За Филип можеме да кажеме дека
негови се познати битки, како што е, да ја спомнеме Херонеја. Една по една сукобите со удружената фаланга во кое што влегле аргадите, во кое што влегле молосите, во кое што влегле други племина, тракиските, во кои што влегле кнежествата што Филип ги повел, тој одел од Дунав се до Пелопонес, водејќи тие борби едно по друго ги враќал градовите и оставил Атина за последна, за конечно да направи уривање на таа град државичка врз криминална основа создадена. На Херонеја познат ни е лавот што седи, зашто Хераклидите го имаат символот на лавот, тоа особено довеќе до израз на парите, како скалпот на лавот кај Александар, па назад до кај Аминта, исто така кај Архелеј, гледаме дека паралелно некои символите посебно место си завземаат во македонската историја, али овој пат јас ќе се сетам кога одевме некаде 70 до 80-те години, кога одевме во Грција за Херонеја, викаја, еве ова е атински споменик. Нападнатите жртви 2000 луѓе на Херонеја од Атина. Али се знае дека исти ваков лав постои во Амфипол, каде што Филип го поставил после еден успех и на други места. Филип на местото на победата во Хераклеја, на 2 август во 338 година, со тоа ставил крај на грчката државичка, и мислам дека големиот успех е баш во тоа што Филип после тоа во Коринт ја создал лигата на победените. Фактички во нив ги повикува сите град државички кои што постоеле во окружувањето, и Атина тие ја прифаќаат хегемонијата на македонците, али понатаму прават толкување, прават и фалсификати дека македонските цареви се борат за Атина, се бореле за грците, а грчкото име е далеко покасно дадено и создадено, кое што се променува. Па така дури се прават обиди да се слави Александар, Филип не го спомнуваат, Филип не го присвојуваат. Некако како да македонците од Александар натаму елинизам развиле, а елинизмот дојзен неоправдано во 1832 година го нарекол како го дал името Грција и како грчко владење во антиката. Како може македонски цар, македонски династии во толкав голем број, кои што ја афирмирале Македонија, да се бореле за Грција? Има и други факти кои што зборуваат околу тоа, но за Филип значајното е тоа што Филип во своите потези прави навистина гениални исходи во однос на смирување на племене и останало. Со името на Филип се поврзува Демостен, кој што правил Филипики. Тоа се лути говори против Филипа, али не знаејќи дека баш еден од аргументите дека македонците се разликуваат од атињаните во сета античка литература. Нигде не се спомнува од поранешните автори некаква Грција, туку атињани, Атина, атинска држава, тоа е мала државичка која што правила големи проблеми. Демостен го прославил Филип напаѓајќи го, кога рекол дека
Каква е тая Македонија каде што не може да се купи ни еден обичен роб? Тоа за Филипа зборува дека тој е варварин, дека тој ги голта грчките градови едно по едно во тој период кога тој ги консолидирал, али и кога градел. Филип жестоко се спротиставил на идејата на Филип да гради градови. На едно место вели: "Што ќе му се толкова и тврдини низ Пелагонија?" А тоа биле. Тоа е изградена. Филип ја изградил Хераклеја во 342 година или 46 година. Во тој период се градени. Многу интересно, Филип што потекнува по мајка од Евридика, од линкестидите, изграден е линк на самиот завиоток, кога Црна река Еригон се спушта доле и се завртува да појди да се врати кај Стоби, да се слева во Вардар. Тамо е линк, тоа е престолнината на линкестидите, али линкестидите, пелагонците, тоа се пајонците, дероните, сите тие на исти простор. Сметам дека Филип тоа го согледал и ја направил во чест на Хераклидите, на македонските цареви, Хераклеја. Веднаш до Хераклеја ги направил Стибера, најбогатиот, најголемиот град, и треба да се направи истражување и да се направи преформулирање дека многу повеќе Стибера во Пелагонија и Линкестида личи, како и Хераклеја линкестидска, повеќе личи на Стагира, родниот град на Аристотел, затоа што ископините на многу мал простор покажаја неверојатно богатство. Дали тоа е музеумот Миеза, како го нарекуваат, каде што се школувал Александар со своите другари и своите принцеви, дали това, како Стагира, не ни покажува точно описите. 28 женски статуи, сите музи кои што иделе во недоглед во покрај дрворедите, каде што се шетале принцевите кога ги школувал Аристотел во Стибера, али името Стагира и слично се пишува. Таа се бара некаде во горниот дел на третиот крак на Халкидик. Копаја 50 години, ништо не најдоа. Овдека за 50 години толку многу, преку 100 има мермерни плочи и статуи кои што се откриени, кои што се пронајдени. Тие градови на Филип покрај Хераклеја, покрај Стибера, на многу мала оддалеченост се најдува Алкомена. Алкомена е мајка на Херакло. Ако Херакло со Филип се патрони на градот Битола, каде што постои споменикот на Филип, нешто мислам дека величествено, и битолчани се одолжија на Филипе за тој град. Алкомена е мајката на Херакло, сеќавајќи се Филип на мајката на Евридика, ја изградува Алкомена, која што не е истражена, али пронајдени се многу докази за незиното постоење. Место да се направи археолошко испитување, направено е сите овие те мобили, не знам кои, на врвот почнале ископување и нашле огромни ќупови, и тоа е прекинато, зашто каде што ќе се најде археологија треба да се види што е. Дали е тоа градот на мајката на Филип, како
мисля во непосредна близина на 3-4 километри од Стагира, каде што била сконцентрирана трговијата, фалангата, уметничките дела, школите и се останало, а ова било како викендичка, како летна куќа на царското семејство, на Линкестидите, па нешто слично во поголеми размери покажува тоа дека е и Хераклеја во Битола, али тука е веќе Бонче, каде што имаме велелепна гробница откопана и штитовите од Филип, поточно од Димитрија први, Димитрија втори, Антигоните, тоа царство што постоело на тоа подрачје, каде што владеело 200-300 години после Александар со распределбата на македонските простори помеѓу македонските принцеви. Во таа гробница во Бонче не е откриено кој од македонските владетели, некој предпоставува дека е тоа гроб на самиот Аминта. И ако е така, и ако во документите, во истражувањата ја сретнав дека Александар сакал во Дион да биде гробот на неговиот дедо, гробот на Аминта, направен, каде што и почнала градба, важно, ние не можеме денеска за сите овие антички цареви што ги покажавме на листата да ги пронајдиме точно сите гробови со сето тоа богатство, со сите тие факти, со сите тие украси каде што македонските цареви се погребувале. Многу е важно да се знае вниманието што Филип го посветувал на војската, на фамилијата, на организацијата на фалангата како таква, во која што се одвивал во мало целиот живот на македонската држава и македонската империја. Најмногу што сторил Филип е тоа што на Александар му оставил големо наследство во се тоа што го поседувал многу млад. Принцот Александар уште на 16 години го добил прстенот на овластување да може да војува, да може да поседува, да подпишува, да владее со определени простори додека Филип не бил во пела. Али тоа веќе и законски Александар веднаш започнал прво да ги учврстува границите, грбот од разни племина. Отишол се расчитал со трибалите, па со друзите преку Дунав и тогаш Теба востанала, сакала да излези од Коринскиот сојуз со неверојатна брзина, како што македонската фаланга увежбана можела да стигне, најбрзо стигнал Александар пред Теба и 3 дена им нудел примирие, да го остават градот, да ги отворат вратите, да дозволат македонците на врвот на светилиштето над градот Теба, каде што имало стационирано македонска војска, да дадат жртви и почит на Херакло. Тоа тебанците не го направиле и со тоа заслужиле прв пат Александар уништувачки. Тоа е град кој што го уништил до корен, како што Филип тоа го сторил за поука на Олинт, тоа Александар го сторил со Теба, за да им даде пример на сите останали, дали е тука во Македонија или тргнал до крајот на светот. Александар секаде ќе владее и треба послушноста да се почитува. Теба долго време не била обновена, населението било растурено, 6000 биле убиени и така натаму. Тоа бил начин на кој што се вршело евидентирање на таа храброст и предизвикувањето на почита кон македонските и македонското владење.
Кога Александар тргнал, тој тргнал со 12 принцови, тоа биле неговите другари, го поминал мореузот на Црно море и кога стапнал на азискиот брег, таму бил пречекан од Парменион, генералот на Филип, кој што со 10.000 војска веќе ги испитувал условите. И така Александар почнал да нижи успех во Граник прво, па во Ис, па во Гавгамела, па отишол до оазата Тива во Египет, се вратил назад, влегол во многу градови. Тир, кој што бил остров, Александар го направил полуостров, изградил тунели од една страна, и со флотата. Тир било многу значајно да се смири, зашто кога би се оддалечил подалеку Александар од бреговите на белото на Егејското море, тогаш можеле и персиците потешко да се совладат, и атињаните да им помагаат, како што стално тоа го правеле со други народи, подбуцнувајќи или пак директно учествувајќи во бунтовите. Александар се вратил во Вавилон и од Вавилон, откако ги победил персиците, станал цар на најголемата, на првата империја на светот, и тој владеел со огромни простори, секаде каде што поминал, градел патишта, градел Александрија, градел градови. Александрија е градот кој што е прогласил за нова престолнина на македонците, но исто така и Вавилон, а Вавилон сиром ги отворило вратите. Во Египет наишол на персиците кои што владееле и им се чудел толку богата земја, како дозволиле на туѓи народи да владеат со таков народ и со такви богатства и со 2 и 3 жетви во година, со таква природа, со такво плодородие, ги получил, им оставил гарнизони во сите градови каде што ги правил. Александрија станува град на македонците, на културата. Мислам дека Александар, светската историја не познава таков град, таква престолнина, таков културен центар, како што била Александрија во времето на Александар и Птоломеите. Скоро 300 години од Птоломеј Лак, генерал и полубрат на Александар, кој што тргнал со царските другари, и ни сите битки, ни сите успеси, се до постоењето на Клеопатра во крајот на минатиот милениум пред Христа. Клеопатра седма е царица од Птоломеите, а претходно постојат 14 династички наследници. И ако тргнеме така, ние ќе видиме, не пропаднала македонската држава со Александар, туку таја уште посилно се возобновила, се одржала и ги дала најголемите резултати во науката, во градежништвото, во медицината и така натаму. Тоа се е заслуга на Птоломеите, на Лизимах, на Антигонидите, на сите тие накнадни македонски држави во склопот на македонските генерали што ја превзеле и на исти начин со исти стил ја продолжиле македонската традиција. И сите тие селеукидите, антиохите изградиле градови како Александрија. Сите Александри и до денеска треба тие да се направи еден попис каде е, например, Самарканд, Кабул, Искандер. Сите тие градови, послувајќи во Афганистан, во Пакистан, во Индија. Во Индија, покрај градовите, тие градови можат да се видат. Јас
работејќи на театрите, најдов на една карта од пакистанците што изработиле и тука на едно мало парче во Пакистан околу 20 Александри изброивме тие Александрии што по разни поводи Александар ги воспоставувал и оставал македонски гарнизони за управа на македонците и македонската држава. Филип, царството, царевите, во сите тие наследни лози не можеле да обстанат ако крај себе немале немале подкрепа од други големи луѓе како што се научниците, уметниците, лекарите. Аристотел е врсник на Филип, другар на Филип, роден во истото време кога татко Никома бил царски лекар на Аминта во Пела и тамо растел, се школувал, израснал и станал еден можеби татко на сите науки, али голем проучувач, голем откривач на закони, законитости науки. Познат Аристотел, како што Филип и Александар со фалангата ги граделе градовите, го проширувале царството, Аристотел тоа го сторил со науките. Татко на сите науки. Тој направил систематизација, ги средил целата таа градба, што претходно од филозофите постоела и од другите научници, тој успеал, ја предавал во гимназиумите, во лицеумите, со своите ученици, ја систематизирал, ја направил да функционира и ја развивал. Ги дал дефинициите, најважно ја дал логиката како радие за мислење, ги дал законите на човечкото мислење, за да можат сите закони во сите науки да бидат формулирани. Тој ја дал и методологијата на истражување, да се тргне од непознато кон познатото, од простото кон посложното. Тој сакал да воведи таков ред како што постоел во македонската држава. Редот во науките се одветствува во редот на државата, во редот на фамилиите, во редот на установите. Големата подкрепа на Аристотел била во тоа што тој со огромен буџет располагал за да може да ги напише тие големи книги, да ги напише тие списи, папируси, да ги умножува. И во секој град од 100 Александрии, во почнувајќи од Македонија, од Африка до Азија, до крајот на светот, до реката Инд, до Хималаите, до кај што стигнале македонците, во секоја да има библиотека, како што е Александриската библиотека, со 840.000 примероци на македонски книги од сите видови, од сите начини пишувани. Во секој град книгите на Аристотел 40 ученици цело време препишувале и тие преписи тогаш не постоеле штампари и го леснето, ами во ракопис украсно ги пренесувале од една во друга Александрија во библиотеките, каде што исто така имало и школи, имало и стадиони, имало и уметнички центри, каде што се создавале уметничките дела и се чувале библиотечните книги. Па не е точно дека од македонската библиотека во Александрија ништо не е сочувено, и Цезар ја запалил. Цезар ја украл прво и тоа што не му било важно го попалил изгоре македонската библиотека. Не можела воопшто да изгори, зашто до нас се стигнати сите методи, сите науки, сите дефиниции, се тоа што Аристотел го има искажано и тоа е проширувано, користено и припишувано на еден на друг, али
основата на европската култура, на европската писменост, на европската наука е македонецот Аристотел. Јас напишав и друга книга за Аристотел македонецот, во која што целта ми беше, јас доста богато ги илустрирав тие врски на Аристотел и Александар, на Аристотел и Филип, на Аристотел и другите научници, посебно тие уметници кои што постоеле стимулирани тајфите. Како што бил Археле, како што бил Филип II, како што бил Александар, како што бил и самиот Аристотел, мецени на уметничкото творештво. Тие и во самата фаланга, и во самите Александри, и во сите македонски престолнини ги собирале научниците, филозофите, уметниците за да творат. Така Филип ги повикал сите тие уметници кои што постоеле во тоа време низ македонските градови да ги сликаат, да ги оформат во мермери, да ги направат фигурите на научниците, на принцевите, на царското семејство, така и Апел. Го сликал Филип со своите синови, ја сликал мајката Аминта и останалите биле документовани, али уништувачката рака на непријателството на македонците до ден денеска трае и секое писмо, секоја статуа, секое дело што е создадено од македонска рака се иде кон тоа или да се уништи, или да се присвои, да се применува и да се покажи те како римско, те како грчко. Аристотел многу е значајно да се нагласи и да се исчисти од таа невистина. Аристотел бил грк и на грчка култура го школувал Александар. Тоа не е точно дека ако тргнеме по родословието на Аристотел ни зборува за неговата фамилија 4-5 генерации назад на лекарско семејство и научници кои што живееле во дворовите на македонските царови и кај Филип, и кај Пердика, кај Александар II, кај Аминта, кај Архелај, до Александар I, секаде ние ќе ги видиме колку многу се држало до тоа фамилиите на уметници, фамилиите на боговите, на царевите, на обичните луѓе да имаат многу чврста основа, да бидат помагани во организација на самата држава и на самите цареви. Родословието на Аристотел е тоа дека тој бил неверојатно способен, бил богат, бил со многу поврзан со многу значајни македонски фамилии, со многу учители, со многу ученици, со многу наследници, со цела една плејада на луѓе кои што го наследиле. Негов наследник е Теофраст, па негови библиотекари во Александрија се највидните личности во историјата на тоа време, кој што тој аманет го пренеле од тестаментите што ги оставале големите луѓе. Тестаментот на Аристотел е сочуван, тој почнува вака: се е добро, но ако нешто се случи, јас го именувам за извршител на мојот тестамент, на мојот имот во градовите, школите, библиотеките, Антипатар. Антипатар е наследник, наместник, кога Александар заминал во
освојувањето на светот, тој го оставил да управува заедно со Олимпија во Македонија. Антипатар многу чврсто е држал Атина и Атина немала никаков удел во развитокот, ниту на македонската наука, ниту во македонската држава, ниту во македонските градови. Како доказ за тоа е дека сите прослави, сите писма што го има праќано Александар до мајка му, до Олимпија, до Антипатар и до други научници, до Аристотел, до својот учител, никаде не се спомнуваат некакви атињани, како сега ги нарекуваат грци, не се спомнуваат ниту во битките, ниту во свеченостите. Инаку, пријателите на Александар седеле до него, наздравувале, се веселеле после секој успех, после секоја битка, а такви не се спомнуваат по потекло од Атина, ниту во научните кругови, ниту во фалангата, ниту во уметничкото творештво. Напротив од тоа, ние можеме да видиме дека и во тестаментот, може тоа да се каже тестаментот на Аристотел, дека е негов животопис, зборува за градот Олинт, зборува за каде што тој тамо формирал школи пред да дојде да биде учител на Александар, после тоа останал во Пела и во 365-та и 4-та година тој со фалангата оди во Атина и таму воспоставува македонска наука, македонски школи. Прв пат фалангата изградува мермерен театар, ги воспоставува прославите на Дионис, македонскиот, може би еден од сите тие и богови и обожаватели на природата, на виното. Тоа е од митологијата, али на некој начин и од стварноста, дека митологијата навлегува многу длабоки во македонските градови, во македонскиот живот. Понатаму, во својот тестамент Аристотел кажува кој треба да ги наследи неговите имоти во Олин, кој треба во Миеза, кој треба во Стагира. За Стагира, вели, му остава на синот на Никомах да управува, до тогаш му одредува кој ќе биде тутор. Ја обожава својата ќерка Питијада, која што му родила и син, заедно со зетот, тој ги остава на имотот и вика можат да изберат било која куќа од тие што ги поседувал, што му биле на располагање, заедно со градини, заедно со библиотеки. Тоа ни е доказот дека тоа не биле во Атина, туку биле во Македонија и дека Аристотел како македонец цело време живеел и работел со македонските луѓе, со македонските научници, нивните имена се познати и тие можат да се видат насекаде. Можат да се видат во соработката, во книгите, во истражувањата, во се тоа што го имаат оставено македонските научници, филозофи, раководени од Аристотел. Значењето и таа голема мисла е во тоа што постојат и многу докази за тоа како се одвива животот на самиот Аристотел. Во книгата јас се потрудив да соберам многу негови статуи, колку многу биле обработувани македонските луѓе од уметниците, од тие мецени што им плаќале, ги повикувале. Еве, например, насекаде низ градовите каде што постоеле македонските уметници,
тоа се Проксител, тоа е Апел, тоа се сите уметници што работеле на бистите на Александар и тие се истоветни на некој начин. Ликот на Александар е директно искажан и многу пати сличен на Аполон. А Аполон е македонски бог и тој е близнак со Артемида. Тој е човек кој што го воспоставува и писмото и е многу славен. Аполоновите светилишта насекаде низ македонските градови имаат големо значење, зашто во нив се оставало се тоа што било створено од самите македонски и како уметнички дела. На некој начин тие се најголемите сведоштва. На Аполоновите светилишта може да се каже дека се изградени покасно црквите, изградени се манастирите, изградени се тие светилишта до ден денеска. Тоа што било карактеристично за македонците, тие насекаде оставале свој траги, многу важни, многу значајни, битно. Тоа што го работеле за иднината на Македонија. И ние сега, нашето минато, можеме да го согледаме само преку сите тие силни луѓе во македонската култура што ги оставиле сите тие траги. Посебно место завзема тоа што Аристотел, како татко на науките, систематизацијата и синтезата на целокупното учење го става како основа и тоа може да се погледне во сите учебници од да речеме од физика, од психологија, на учебникот во уводите од стотици илјади години пишувани книги му се оддава прво признание. Аристотел е таткото на таа наука. Аристотел има истражување и доприноси за биологијата, има за физиката, за астрономијата, за сите тие законитости, за логиката и доволно е тоа што како македонските царови, така и македонските уметници многу имаат допринесено за афирмацијата на македонската култура, на македонскиот народ, на македонските сведоштва. Се уништува, се присвојува, но никако тоа да се доисцрпи, никако тоа да се уништи. Сите сведоштва, јас во своите истражувања, во своите книги наведувам некои специфики кои што ни зборуваат за значењето на овие големи личности од македонската историја, што илузорно е да се негира, зашто не може воопшто да се уништи. Заедно со Аминта, со Пердика, со Филип, со Аристотел се појавува и првиот таткото, ако Аристотел е таткото на науките, ние овдека Хипократ го имаме како татко на медицината. Макар да за медицината имаме и митолошки докази, како Асклепио со своите синови, како Асклепио со своите три ќерки и синовите го воспоставува принципот на лечење, како пред него Аполон тоа го правел, како го правеле сите цареви, сите кои што биле упатени во лечењето. Али како што Аристотел, како што Филип направи, вистински македонски градови со музеи, со фаланга, со све. Како што Аристотел направи
музеите, школите, лицеумите да бидат комплетирани со македонската литература. Тоа направено е со сите медицински рецепти, принципи, науки, лечење. Нема ништо што во медицината и денеска постои, а да не им било познати на македонските филозофи, на македонските научници, на македонските лекари. Хипократ познат е по тоа што тој е човекот кој што за потребите на македонското семејство, за Аминта и Пердика, ја напишал во Пела, тоа е за клетвата. Денеска сите медицински универзитети и установи ја имаат таа заклетва на увид, секаде се печати, се преведува, се истакнува на значајно место. Тоа се етички принципи што треба и каков треба да биде ликот на лекарот, кој што во секое време и без пари ќе иде, ќе помага. Оваа заклетва е обавеза како заклетва на завршените лекари кои што се обврзуваат како ќе ја исполнуваат својата должност. Таа заклетва е со македонско потекло за потребата на македонските цареви, со многу долга традиција на македонски лекари и организација на македонската медицина по сите градови, за целото население, за сите слоеви на луѓето. Значајна покрај заклетвата е и одмah ќе напомениме овде Асклепио со тоа е фармацевскиот знак. Фармацевскиот знак, тоа е стапот со змијата. Нема апотека, нема рецепт, нема книга, нема универзитет, нема во ниеден град во светот знак за фармацијата во кое што стапот со змијата не е ставен на видно место и тоа е лого, тоа е ориентација и тоа е македонско, заедно со заклетвата. Тоа се многу значајни два фактори што македонската медицина ќе стават во рангот на најуспешната на сите врвни постигнувања. Например, многу има сличности помеѓу сегашната организација на медицинските служби и тогавашната. За времето на Хипократ во сите, во Стоби, во Лихнида, во Охрид, во Хераклеја, во сите градови, а да не зборуваме за Епидал, кој што го изградил, тоа е град на фалангата на Филип, кој што го направил за да може преку Египет да ја спречува персиската флота и тамо до денеска сочувани се и џидините и болницата и инструментите. Сите тие инструменти се слични како што и сега, дури и со слични имена. Това е пинцета, това е кирета, това е нож, тие се најдуваат и во гробовите, односно гробот на лекар во Скупи откопан заедно со гробот на едно девојче, каде што ќе ги видиме сите тие инструменти и се тоа што пред 2000 и повеќе години се служела таа македонска медицина. За историјата имаме разни податоци, а тоа се јас во своите истражувања ги најдувам во старите книги. Многу е важно во истражувањето за Александар дека јас најдов податоци сите негови генерали. Птоломеј пишувал, Неарх пишувал, Евмен пишувале генералите кои што оставиле такви податоци.
потоа се преработуваат разни историчари, разни коментари, али писмото, писменоста, еве го писмото во Египет на каменото Розета, писмото во христијанството, писмото во Библијата, писмото во Евангелијата, се тоа се податоци за македонската култура, македонскиот народ и држава сме постоеле и сме онакви какви што сме биле. За пример во светот.